македонскиот милиардер и најголемиот богаташ во Македонија, кој вреди 1 милијарда евра. Илија Гечев, собственик на трговската компанија ИГМ Трейд од Кавадарци, е официјално најбогатиот човек во Македонија и е единствениот милиардер во Македонија, се вели во веста објавена во српските и хрватските медиуми, каде се представени милиардерите од Балканот. Анализата е направена не со тоа колку пари имаат на тековните сметки, туку колку вредат нивните ферми доколку решат да ги продадат во овој момент. Така Илија Гечев би имал 1 милијарда евра корист доколку реши да ја продаде својата фирма. Гечев е со проценето богатство од 1 милијарда 54 милиони 946.440 евра. Инаку фирмата ИГМ Трейд од Кавадарци е лидер на Балканот за производство на цевки и метални конструкции. Само минатата година нето добивката на оваа компанија изнесувала над 50 милиони евра. Фирмата ИГМ Трейд постои од 1994 година и важи за една од најголемите извозни компании во Македонија. Таа произведува челични и заварени цевки, како и профили, а во областа е една од најголемите компании во југоисточна Европа. ИГМ Трейд во Македонија отвори линија за челични цевки од 4 милиони евра, а потоа ИГМ Трейд инвестирал дополнителни 10 милиони евра во 2010 година. Компанијата забележала нето добивка од 9 милиони евра во 2008 година, која ја реинвестирала во 2009 година. ИГМ Трейд тогаш извезувала 80% од своето производство. Производите најмногу ги извезувале на пазарите на југоисточна Европа, но од година во година го зголемувале извозот во земјите од Европската унија. Човекот кој е еден од најбогатите во земјата, сепак мудро го крие својот профил. При пребарување за него, најчести се медиумските пишувања кога поради притисокот беше забранета една телевизиска емисија во која имаше сведочења откако во ИГМ почине работник. Актуелен беше и по тоа што ИГМ Трейд вложи 413.000 евра и купи 16,6% од акциите со право на глас во шпедицијата Макошвет. Инаку Гечев предизвика негативни реакции во јавноста во случајот со забранетата еколошка емисија која потоа стана вирална на социјалните мрежи и во која семејството сведочеше за смртта на нивниот близок и поранешен вработен во ИГМ Трейд. Собственикот Гечев си го навлече гневот од популацијата со неговиот однос за случајот за заканите кој ги упатил кон новинарката која ја објавила сторијата. Во октомври 2017 година, Основниот суд во Велес го ослободил Гечев од обвинение дека е виновен за смртта на работникот кој почина по инцидентот кој се случил во фабриката. Исто така, Илија Гечев, собственик на компанијата ИГМ Трейд од Кавадарци, беше спомнат и во судскиот процес за предметот плацеви на Водно. На крајот на 2015 година, ИГМ Трейд го прошири своето работење надвор од Македонија, откако ја купи поранешната фабрика Алпос за заварени челични цевки и профили, лоцирана во Словенија. Човекот кој е еден од најбогатите во земјата, сепак мудро го крие својот профил. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.